Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Минатиот пат стигнавме до стих 9. И иако накратко го искоментирав тој текст, сепак мислам дека не кажав доволно. Има уште многу други нешта кои можат и треба да се кажат во однос на зборовите што Павле им ги напише на христијаните во Филипи. Да ве подсетам дека една од главните теми на ова послание е како да го живееме животот како христијани. Поентата на верата во Христос не е само да ни помогне да се однесуваме како христијани, туку да не промени однатре и да размислуваме, а следствено и да живееме како луѓе кои му веруваат на Христос. Во стих 9 пишува: И се молам вашата љубов се повеќе и повеќе да изобилува преку познанието и разбирањето на се. Во некои преводи, наместо разбирање, се користи зборот расудување. И мислам дека двата збора се синоними. Павле се моли филипјаните да растат во нивната љубов. За жал, денес зборот љубов често се злоупотребува и некои групи се обидуваат да ја дефинираат љубовта вон границите кои Бог ги има поставено. Павле вели дека сака нивната љубов да изобилува, но исто така и познанието и разбирањето. Со други зборови, добро е човек да сака, но според Библијата мораме да бидеме внимателни како сакаме. Например, Библијата ги повикува христијаните да ги сакаат сите луѓе, но христијанин не треба да си дозволи на романтичен начин да сака личност која не ги дели истите верувања и убедување како него. Исто така, љубовта не треба да се дефинира во контекст на истополови љубовни врски и бракови. Затоа на христијаните им е потребно познание и разбирање, за да знаат како да ја дефинираат љубовта. Сакам да споделам еден пример од мојот живот кој е поврзан со љубовта и разбирањето. Кога почнав да служам како проповедник, имав прилика да проповедам во неколку цркви на различни места и градови низ државата. Од денешна перспектива, сваќам дека кога некој е нов проповедник и што туку започнува со таа служба, неретко ќе се случи во одредени цркви некои луѓе да се обидат, да го злоупотребат и изманипулираат. Мене ми се случи едно такво искуство. Имено, еден неделен ден, откако заврши богослужбата во една црква каде што ме повикаа да проповедам, ми пристапи водачот на црквата и ми рече: Има еден човек кој сака да разговара со вас. Ке сакате ли да одвоите малку време за тоа? Си реков: Зарем не е тоа прекрасно? Има некој кој мисли дека можам да му помогнам. Ја прифатив понудата и седнав до човекот. Забележав дека облеката која ја носеше не беше чиста, но човекот беше заинтересиран за Библијата. Ја извадив Библијата, му споделив неколку стихови, а тој покажа голем интерес за Евангелието. Кога му го представив Божиот план за спасение, го прашав дали верува во Христос како во Господ и Спасител и тој ми потврди. Дури и почна да плаче. Клекнавме на колена и го водев во покајничка молитва. Кога станавме, го прашав едно прашање и направив голема грешка. Не требаше да си ја барам белјата, но не бев доволно искусен. Го прашав како му е во животот. Тој ми рече дека има проблеми, но дека не сака да ме замара со тоа. Инсистирав да сподели кои се неговите проблеми. Тој ми рече: Срам ми е да ви го кажам тоа што сакам. Повторно го охрабрив и тој конечно се отвори. Ми рече: Знаете, кога дојдов во овој град немав каде да одам и морав да изнајмам соба во еден хостел. Седев таму неколку денови и на крај испадна дека немам доволно пари да си го платам целиот престој. Затоа, тие го задржаа мојот куфер и нема да ми го вратат се додека не си ја платам сметката. Сакам да си одам од градот, но во тој куфер ми е сета облека што ја поседувам. Потоа го прашав: Колку пари должиш? На што ми рече: Околу 2000 денари. Си реков во себе: Што туку го водев овој човек во покајничка молитва? Сега му требаат 2000 денари. Што да правам? Ајде, ќе му дадам. Треба да му помогнам и на практичен начин. Му дадов пари и неколку пати ми заблагодари за тоа. Дури и ми рече дека ќе ми ги врати парите. Кога излегов од црковната зграда се чувствував многу пријатно. Сопругата ме чекаше во кола и ме праша зошто толку се задржав. Откако ја објаснив ситуацијата, таа беше малку скептична, но сепак на крај ми рече дека сум постапил правилно.
Отприлика 2 или 3 седмици подоцна, едно утро зема весник за да прочитам за тековните настани и случувања во државата и светот. Во една од статиите имаше слика од човек кој ми беше многу познат. Ми требаше малку време да се сетам дека токму тоа е човекот на кого му дадов пари да си ја плати сметката во хостелот. Во описот под неговата слика пишуваше дека е уапсен бидејќи изнудувал пари од луѓе. Всушност, во последните неколку години тој воопшто не работел, а сепак живеел многу добро и раскошно бидејќи луѓето му давале пари. За нештата да бидат уште полоши, во интервјуто што го направи новинарот со него, тој кажа дека според неговото искуство, најлесно е да се прелажат проповедници и пастори. Го спомна и примерот во кој јас му дадов пари. Замислете, јас сакав да му помогнам, а тој во јавноста дава пример за тоа колку сум наивен. Потоа му се јавив на пасторот од црквата и го прашав дали ја прочита веста за криминалецот. Ми одговори потврдно, на што го прашав дали и тој некогаш му дал пари на измамникот. Пасторот ми рече: "А, не, јас сум во овој град веќе долго време и често се сретнувам со луѓе кои се измамници и криминалци. Со тек на време, научив да им ги читам нивните намери и затоа не им помагам. Но ако следен пат се најдеш во слична ситуација, биди помудар." Тогаш се сетив на Филипјаните 1:9 каде пишува: "И се молам вашата љубов се повеќе и повеќе да изобилува преку познанието и разбирањето на се." Од тогаш наваму одлучив да не верувам лесно на такви ефтини приказни. Се разбира, свесен сум дека има моменти кога некој има навистина голема потреба од помош. Затоа е потребно познание и разбирање. Имаше и друга ситуација, кога едни луѓе ме повикаа да зборувам на погребот на член од нивното семејство. Откако заврши погребот, тие се пожалија дека се гладни, на што им реков дека треба да си купат храна. Некој од нив не го очекуваа тој одговор, но сакав да бидам внимателен во однос на тоа колку ќе помогнам. Им купив храна, но одлучив да не им дадам пари. Сакав да помогнам, но сакав исто така да бидам внимателен, односно да покажам љубов, но да го направам тоа со познание и разбирање. Тоа беше молитвата на апостолот Павле за филипјаните. Продолжуваме со читање и обработка на ова послание. Последниот стих, апостолот Павле пишува зошто е важно христијаните да растат во љубовта, познанието и разбирањето. Слушнете што пишува во стих 10. За да можете да го распознавате најдоброто, да бидете чисти и безпрекорни во денот на Христос. Ова е уште еден важен стих на кој сметам дека му е потребно објаснување. Тоа што Павле сака да го каже е следново. Ако растете во љубовта, познанието и разбирањето, ќе знаете како да се одлучите за нештата кои се најдобри за вас. А тоа ќе ви помогне да бидете чисти и безпрекорни кога ќе се сретнете со Христос. Тоа значи дека љубовта, разбирањето и познанието ќе ни помогнат да живееме во согласност со Божјата волја за нашите животи. Има моменти во животот кога ќе треба да донесете одлука и нема да знаете дали да тргнете во една или друга насока. Во такви ситуации, Бог нема да ви прати ангел од небото за да ви каже што да направите, туку ќе треба да растете во разбирањето и познанието за да знаете што да одлучите. Пред некое време разговарав со човек кој има свој бизнис. Ми кажа дека се нашол пред важна бизнис одлука и имал две опции во однос на решението. Ми рече дека се обидел да тргне во една насока и набрзо сватил дека тоа воопшто не е во ред. Потоа се молел и му рекол на Бог: "Боже, мислам дека ти ме водиш кон другата насока. Ке тргнам натаму и ќе го барам твоето водство." Се разбира, подобро ќе беше да се моли пред да ја донесе и првата одлука, но неговиот случај е добар пример за тоа како Бог некогаш ги води луѓето. Зборот, преведен како чисти, е многу интересен. Се чита како синсерус и неговото буквално значење е кога е нешто без восок. Предпоставувам, се прашувате што значи тоа и затоа ќе ви објаснам. Кога Римската империја почнала да се шири и да го освојува светот, римјаните често наидувале на статуи кои се користеле во областите каде грчката култура била присутна. Но проблемот со голем дел од тие статуи бил тоа што биле скршени. Наместо да ги докречат статуите и целосно да ги уништат, римјаните имале малку поинаков план со нив. Почнале да ги собираат статуите со цел да ги состават
и да почнат да ги продаваат. Например, ако некоја статуа била скршена на неколку парчиња, нечесните продавачи на статуи ги собирале парчињата, ги лепеле со помош на восок и потоа ги продавале како статуи со кои нема никаков проблем. Некој човек ќе ја купил статуата и ќе се однесел на вилата во Северна Италија, па ќе ја ставил во дворот. Следниот ден ќе излезел во дворот и ќе сватал дека статуата е на земја и е распарчена на неколку делови. Што се случило? Поради високата температура восокот се стопил и повеќе не можел да ги држи деловите заедно. Павле им вели на христијаните да бидат без восок, односно да бидат вистински христијани, а не само луѓе кои наликуваат на следбеници на Исус Христос. Павле им вели на филипјаните, а и нам денес, бидете искрени и бидете вистински следбеници на Христос. По контекст на стиховите, кои претходно ги прочитавме, покрај другото тоа значи дека не треба да им кажуваме на луѓето дека ги сакаме, а потоа да им забиваме нож во грбот. Ако исповедаме љубов кон Бог, треба и да му бидеме послушни. Ако исповедаме љубов кон другите, треба да им служиме и да им го посакуваме најдоброто. Не само што не повикува да бидеме чисти, Павле и не повикува да бидеме безпрекорни. Дали тоа значи дека можеме да бидеме совршени? Не додека сме тука на земјата. Но треба да се стремиме кон чистота и безпрекорноста. За жал, во денешно време зборот безпрекорност не е доволно разбран. Луѓето мислат дека безпрекорни се оние на кои никој не може да им најде некаков недостаток. Ако го проповедате Божиот збор, луѓето нема секогаш да сметаат дека сте безпрекорни, бидејќи тоа што го кажувате ќе биде навредливо за нив. Пред неколку години бев повикан да зборувам на погребот на една позната филмска звезда. Се разбира, присуствуваа голем број луѓе, но не им се допадна тоа што го кажав. По некое време дури и ми се јавија неколку од присутните за да ми кажат дека не требало да зборувам така. Еден новинар, коментирајќи го тој настан, рече: присутните слушнаа нешто кое никогаш претходно не го слушнале. Затоа сакам да ве охрабрам да се молите за вашиот пастор или проповедник, бидејќи поради проповедањето и поучувањето на зборот, тој често ќе се соочува со луѓе кои се навредени. Но ако сакаме да го толкуваме овој стих во контекст на вистинското значење на зборот безпрекорност, мислам дека безпрекорноста е карактерна особина која не се однесува на совршеност, туку на добро сведоштво пред другите луѓе. Тоа е она на кое сме повикани, да го живееме животот на тој начин, што на другите ќе им биде многу тешко да најдат нешто, поради кое ќе не обвинат дека не сме вистински следбеници на патот. Продолжуваме со читање. Стих 12. Сакам, браќа, да знаете дека тие работи, што ми се случија, придонесоа за поголем успех на Евангелието. Да ве потсетам дека апостолот Павле беше уапсен поради проповедањето на Евангелието. Кога црквата во Филипи дозна за тоа, тие му пратија писмо и поздрав со цел да му покажат дека мислат на него и се молат за него. Може би во писмото пишувало: брате Павле, многу ни е жал за тоа што се случува. Сега, поради тоа што си уапсен, твоите мисиски патувања не можат да продолжат, а ширењето на Евангелието се соочува со одреден застој. Но Павле им вели: немојте да мислите дека Евангелието не се шири. Ова што ми се случи не го запре, туку го поттикна ширењето на Евангелието. Што значи тоа дека работите што му се случија придонесоа за поголем успех на Евангелието? Тоа значи дека додека беше во затвор, апостолот Павле имаше можност да го сподели Евангелието со голем број на луѓе. Таму тој се сретна со голем број затвореници и криминалци, луѓе кои во поинакви животни околности никогаш не би ги сретнал. Покрај тоа, во дела 28:16 пишува дека апостолот Павле постојано имаше римски војник кој го чуваше. Доктор Лука пишува: штом стигнавме во Рим, на Павле му беше допуштено да живее одделно, но под стража на еден војник. Станува збор за член од преторијанската гарда на Цезарот. Многу вешт војник и човек со добра позиција во римската војска. Некои историчари веруваат дека токму преторијанците биле војниците кои биле одговорни за безбедноста на домот на Цезарот. Кога Павле се обрати, Господ Исус Христос му кажа дека ќе дојдат денови кога ќе се појавува пред многу важни и познати луѓе и ќе им го проповеда Евангелието. Кога го фатија и го однесоа во затвор во Рим,
на Павле му се даде прилика да проповеда пред царски службеници. Наместо да се жали, тој вели дека сите нешта кои му се случија придонесоа за уште поголем успех на Евангелието. Павле не само што имаше можност да им сведочи за Божјата љубов на војниците во Рим, туку според Новиот Завет имаме добра основа да веруваме дека некои од нив го прифатија Евангелието и станаа христијани. При сето тоа, апостолот не се жалеше за условите во затворот во кој престојуваше. Туку му беше мило што поради неговата ситуација може на што повеќе луѓе да им каже за Христос. Се надевам дека и ние ќе имаме таков став во срцето. И наместо да се жалиме за животните околности во кои моментално се наоѓаме, да бидеме отворени Бог да не ползува таму каде што сме. Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следниот пат, Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.